Да се доаѓа на црква пред се за да се молат за здравје и среќа, а не да се социализираат тука и да се извидат ако не се виделе подолго време. Вака порачаа свештениците на собирот на манастирот Свети Василий Велики на Пониква на 31 август, денот кога беше осветен манастирот. По тој повод голем број верници се собраа да го одбележат денот и да му одадат почит на светецот. Во неделата после големиот празник Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица, денот кога е осветен манастирскиот комплекс посветен на Светиот Василий Велики, традиционално се одржува собор, исто така се отслужува света божествена литургија, по која што беше прекршен славскиот колач, а сега како што и вашата камера може да регистрира, веќе луѓето доаѓаат од Коченик и се подели манастирскиот ручек. Оно што сакаме да напоменеме е дека ваквите средби, ваквите собори како што ги нарекуваат, не треба да имаат само социјален карактер, туку пред се треба да има литургиски карактер, бидејќи ние овде доаѓаме во чест на светителот, ги принесуваме своите молитви за да биде наш молитвен застапник и всушност тоа е суштината на ваквите празнувања. За да се услужат сите верници кои присуствуваа на славата, луѓето кои помагаа за таа прилика сготвија 4 казани ручек. Правиме подпршка, а имат 4 котла. Месо, кумпир и ориз. И ќе го подпржиме и ќе почнеме да даваме на луѓето да јадат. И годинава имаше кумови на славата, од кои едниот беше и оној кој помогнаа за негова изградба. Ние сме тука и не само као кумови, ние сме ктитори. 14-15 луѓе сме ктитори на манастирот. Сега дојде редот, сите се редиме за секоја година ново кумство. Оваа година сме наред сум, јас дојдем со колегата Борче. Денеска сме тука по повод осветувањето на манастирот Свети Василий Велики. Причината е многу едноставна, ние сме христијани, припадници на нашата црква и се ова што го правиме за нашиот народ. Свети Василий Велики е христијански светец, теолог и епископ од Кападокија. Бил познат и признат во свое време. Неговите дела ги славиме ние денес 1635 години од неговиот помен. Спрема христијанските обичаи, секој се нарекуваме христијани, обврската на кумовите е славскиот колач да го приготват, а другото се заеднички. Мислам дека ова е единствено место, можеби од многуте места каде што заедницата тук на Осогово делува компактно, делуваат сите како еден, функционираат да речем како еден сад. И затоа и овој пат им благодарам на кумовите, беа вистински кумови, така може да се рече, затоа што од почетокот на светата служба беа до крајот и јас од се срце им благодарам. Сепак тоа е нивна желба, изборот е нивни и Господ Бог и Свети Василий нека им дарува здравје, мир, среќа во нивните семејства. И нека им е за нови години. Нема да е слава ако присутните верници не заиграат оро и не запеат песна. На овој ден, како и на денот кога се слави празникот посветен на Свети Василий, на манастирот се собираат голем број верници. Палат свеќи за здравје и го молат светецот за среќа. Многу убаво, стално сме тука и зимниот период на Свети Василий, мислам стара православна македонска нова година и летни Василий, стално сум тука. Добар е собирот, добар е народот, се дружиме сите заеднички, братски и убаво. Многу фино, многу убаво, безпрекорно убаво. Задоволни сме, вододешени сме, душата ни се пуни енергија кога доаѓаме у природа, прекрасно. Немам зборови пофални повеќе. Славата траеше до попладневните часови, а Пониква беше преполна со гости кои беа распрскани по планината и уживаа во убавото време кое овој пат не ги разочара.